75 години Градежен факултет Скопје, еден јубилеј кој што звучи импозантно, особено ако се знае колко е влијанието на градежната струка во општествениот живот, па најавата ја има колегата Мартин Николовски, а потоа ќе се вратиме во студиото со двајцата реномирани гости кои што се веќе присутни и со едно линковско вклучување. Да го чуеме прво Мартин. Во далечната 1949 година беше основан Градежниот факултет во Скопје. Во изминативе 75 години, факултетот поминал различни фази на развој, следејќи ги реформите на универзитетот и потребите на државата и стопанството, со развој на градежништвото и сродните научни дисциплини. Од старите традиционални македонски неимари, со основањето на Градежниот факултет во Скопје беше заокружена македонската градителска традиција, подигнувајќи ја на едно повисоко академско ниво. Градежниот факултет стана центар за развој на научната мисла и стручната пракса од областа на градежништвото, геодезијата и геотехниката во Македонија. Факултетот има 4412 дипломирани на градежништво, 725 на геодезија и 153 на геотехника. 601 лице магистрирале на градежништво и геотехника, 303 на геодезија и менеджмент со недвижности, а над 115 студенти завршиле докторски студии. Овој факултет постојано врши иновирање на студиските програми и на методите и средствата за изведување на наставниот процес, а во согласност со современите научни достигнувања и развојот на новите технологии. Во 1949 година студиите беа насочени кон образување на општ профил на дипломиран градежен инженер. Во 1956 година се воведе насочување на конструктивна, хидротехничка и сообраќајна насока. Во 1978 година беа отворени студиите по геодезија, а во 2005 година беше отворена студиската програма по геотехника. Денес, Градежниот факултет во Скопје нуди студиски програми од областа на градежништвото, геодезијата и геотехниката од прв, втор и трет циклус на високото образование, кои се во согласност со моделот на европското високо образование. Денес Градежниот факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи е еден од најзначајните универзитети носители столбови на општествениот живот, а денеска слави 75 години, или денеска на програмата е конференцијата по повод 75 години од постоењето, па затоа во студиото ни се гостинот од Германија, академик професор доктор Петер Марк од Универзитетот РУР во Бохум, Германија, и професор доктор Елена Думова Јовановска од Градежниот факултет. Добро утро, guten Morgen, good morning. Добро утро, благодарам на поканата. Секако, во секое време, ladies first, прво со дамите ќе почнеме. Професорке, поточно, Елена Думова Јовановска, какво е значењето на овие 75 години екзистирање на еден од најзначајните сегменти во македонското образование со оглед на она што подоцна му го дава на општеството, а тоа е Градежниот факултет? Благодарам, како што рековте, на поканата на овој за нас значаен јубилеј. Кога веќе почнуваме да мериме време во векови, се чувствуваме така, нели, посериозно, 3/4 век, која што значи истовремено и гордост, но и обврска кон иднината да и продолжиме да го имаме она значење кое што го имаше Градежниот факултет во своето основање, после Втората светска војна, потребата да се обнови, да се изгради земјата, така да драматични објекти, драматични инфраструктурни објекти беа градени во тој период од нашите професори, доаени кои што го основаа факултетот, и една од темите која што ја одбравме како главна тема на денешната конференција е од логаритмар до вештачка интелигенција. Така да Градежниот факултет е професија која што е традиционална, нели, една од првите во човештвото воопшто, да обезбедиме една безбедност, една сигурност за човештвото, и се обидуваме тоа да го направиме со најсовремени методи, така што денешната конференција како дел од одбележувањето на 75 години е токму тоа. Да се подсетиме што е тоа што сме го работеле и како се справуваме со следењето на најновите научни достигнувања. Затоа ги поканивме гостите. Така е, гостинот од Германија е дел од заедничкиот едукативен процес кој што го имаме кој што Македонија го има со Германија, едно од земјите лидери
во светски рамки. Па какви се тие програми, каква е таа соработка? Соработката конкретно со Градежниот факултет во Бохум датира од повеќе од 3 децении. Првите почетоци беа многу поскромни, со тоа што последните 20 години се интензивира, особено во делот на докторските студии, кои што се задолжени за научно-истражувачката дејност. Така да можеме да се пофалиме дека можем со бројки да кажам 8 наставници моментални од Градежен факултет го завршиле своето образование во една двојна соработка, во кој што ментори и коментори биле од германските универзитети и од нашиот факултет. И професорот кој што денес го поканивте, еден светол пример, бидејќи може да се пофали со кандидати кои што веќе се професори и кандидати кои што сега кај него работат на докторските студии. Така да тоа е една благородна соработка која што ни овозможува освен стекнување на научни знаења, стекнување на добри пријателства. Хер Петер Марк, guten Morgen nochmal, господин Петер Марк, добро утро уште еднаш. How did you decide to cooperate with the civil engineering faculty in Macedonia and what is the purpose of this cooperation? Како дојдовте до идеја да соработувате со факултетот Градежен во Скопје и која е целта на оваа соработка? Honestly, we started with 40 years of tradition, so I took up this tradition after 25 years. Пред околу 25 години соработката. And the idea was to start a structured PhD program. Идејата беше да се почне докторски програми. So to bring PhD holders from Skopje University докторантите од универзитетот на Скопје with a two-leg strategy, so half in Skopje and half in Bochum, structurized to their PhD. Поминали во двете земји и да докторираат кај нас. So this was the idea. As I recognized in maybe 10 or 15 years ago that we need more PhD candidates at the faculty, so we raised this scholarship program to give them a chance and to have more PhDs in the process. Пред 10 на 15 години свативме дека ни се потребни повеќе кадри и одлучивме да го зголемиме бројот на кадри кои што би се едуцирале кај нас. Дали македонските студенти имаат квалитет да студираат во Германија, дали може да се адаптираат на еден од најсилните едукативни системи? Do the Macedonian students have the quality and can they adapt to one of the most prestigious educational systems in the world? The Macedonian education at the university is very good. So they have a good knowledge, and what I can say, they are extremely skillful and dedicated to the job, so they can, and they have the commitment, and it works. Ако се решат дека треба, тогаш ќе може да се адаптираат и на нашиот систем. To give you an example, we have just the PhD finish of Dr. Duchevska, and she finished with distinction at our university, and this very seldomly happens. Доктор Марија, која што беше гостинка на едно од линковските вклучувања во македонската телевизија, е доказ дека македонските студенти може да многу лесно да ги завршат овие докторски студии ако се определат и ако се решат дека тоа треба да биде нивната иднина, која што сега во моментов работи на Градежниот факултет. Во која сфера? Марија Доцевска е еден од таквите примери и јас би дополнила професорот Петар Марк и колегите од катедрата за бетонски конструкции на нашиот факултет ја негуваат интензивно таа соработка, така да Марија е третиот кандидат, а уште двајца кандидати се моментално во таа соработка. Марија е во моментот асистент, со оглед на тоа што докторираше на почеток на оваа година. Она што професорот сакаше да го истакне е дека беше докторирана со одличност, односно cum laude, е латинскиот израз, што не се случува често и на нивниот универзитет, и очекуваме дека наскоро ќе стане. Само како доказ за квалитетот на македонското образование, на македонските студенти, нивната посветеност, решителност. Да. Професорка, освен тоа што Градежен факултет денеска прославува, што освен овие програми Градежен факултет им нуди на студентите, која е појдовната точка од која што тие понатаму ќе се најдат во општеството? Држиме ли чекор со светското образование
Вчера имавме убава можност на Свечената академија, деканот се погрежи да направи една убава ретроспектива на изминатите 75 години, во кој што ги посочивме и најзвездените моменти, така ги нарече он, кога се изградени најголемите инфраструктурни објекти. За жал, сега сме сведоци и на одреден надолен дел во градежната индустрија генерално, што за жал се одресува и на перцепцијата која што младите ја има за професијата, така да наш најголем предизвик како наставен кадар на градежниот факултет е токму таа перцепција да ја промениме и веруваме дека оваа соработка со странските универзитети, значи градежниот факултет соработува освен со универзитетите во Германија. Вредно е да се спомене дека на денешната конференција ние имаме 30 гости од повеќе од 10 европски земји, повеќе од 10 европски универзитети, со кои што се обидуваме да го држиме чекорот во науката, во истражувањето и перцепцијата за професијата кај младите да ја промениме, така што тоа е една, рековме, традиционална професија, меѓутоа без користење на најсовремените алатки, вклучувајќи ја вештачката интелигенција, ние не би можеле да ги обезбедиме квалитетот кој што е неопходен во оваа индустријска гранка. Добро, може би на студентите само да им ги представите или да ги подсетите на постоењето на маите, на вавилонците, на древните египтјани, на оние кои што го направиле Кинескиот зид, дека создаваат, односно создале нешто, а денешните студенти ќе создадат нешто што ќе остане долго по нив. Може би тоа ви е џокерот во ракавот со кој што би ги привлекле. Какво е значењето на градежниот факултет за едно општествено живење, не нашиот, туку воопшто на градежните факултети? Градежните факултети неспорно ја имаат таа одговорна задача да се грижат, да обезбедат заштита од различни видови на непогоди и обезбедат едно комотно и сигурно живење. Обезбедат брза комуникација, бидејќи средствата за комуницирање добар дел се во наши раце. Така да сето тоа заедно е една одговорна задача. Меѓутоа, она што ми се чини, она што го рековте како главен предизвик пред младите, лесно е да ги убедите дека тоа може да биде драматични дела. Од друга страна, реалноста и споредбата која што во реалниот живот се наметнува и предизвиците за обезбедување лесен и комотен живот некогаш се коси со тежината на одговорноста, тежината на знаењето кое што може да го имате. Така да сето тоа заедно треба да обезбеди еден баланс помеѓу можностите кои што ќе ги имаат кога ќе завршат, меѓутоа и реалноста на секојдневниот живот која што е неумолива. Така да тоа е наша мисија како факултет. Вреди да се спомене дека се уште сме единствениот градежен факултет во земјава. Ние не сме голема земја, споредено можеби со европските, така да искуствата дури и во големите земји како што е Германија немаме премногу градежни факултети, тоа се факултети кои што се искапи за одржување и самите програми бараат голема соработка со стопанството, така да тука не би пропуштила дека успехот на градежниот факултет овие изминати 75 години не би бил можен доколку не ја имавме таа тесна соработка со нашиот градежен сектор, за кој што сме секогаш сме можеле да им се обратиме во поддршка кога ни треба и за научно-истражувачка дејност, и за настава, нема друг начин освен паралелно да функционираме, нели? Хермарк, what is the meaning of the importance of the civil engineering and environmental faculty in Germany, in German society as a whole? Кој е значењето и која е важноста на факултетот за градежниот факултет во Германија за општествениот живот? That's a difficult question. Maybe to give two aspects. First of all, what we are building is protection, housing, infrastructure, so the need for all the people around the world. And our right now challenge is to do something for the future of mankind, to get more sustainable, meaning reduce our impact of materials, our impact on CO2 emissions, and so it's a most important, in my point of view at least, it's a most important subject for the society and also for mankind. Your expertise is concrete, yes? Вашата експертиза е бетонот. So, how can you, what can you say about concrete as a material? What is
its importance and meaning for today's world? Кое е значењето на бетонот за денешното живење и за светот? Concrete, it's a very social material. Е многу распространет материјал. It's available all around the world. Насекаде. It's cheap. Ефтин. And it can shape in any и може direction. да се обликува во секакви So it's used форми. worldwide. To give you a number, the extent of concrete used each year, if you distribute it over Macedonia, 1 year, it would fill Macedonia with half of a meter of concrete. Ако вкупната бројка односно вкупната количина на бетон се донесе во Македонија од една година, тогаш ќе ја наполни Македонија половина метар површината на земјата. Метар површината комплетна на Македонија. So it's the key material for all we build, за се што градиме. Houses, administration buildings, bridges, tunnels, мостови, тунели, we desperately need it. So you would say that a civil engineering faculty is a must be in one society. Значи, еден градежен факултет мора да постои во рамките на едно општество. For sure. Със сигурност. For sure. Да, професорка, ни останува уште само да го најавиме. Јована е подготвена да го повика линковското вклучување на колешката Елизавета Кузмановска, која што ќе биде заедно со професорот Горан Марковски, декан на Градежен факултет Скопје во Филхармонија. Ни останува само ние од тука да го најавиме она што би требало да го чуеме и она за кое што ќе зборува деканот. Какво е значењето пак на оваа конференција за одбележување на еден ваков јубилеј? Концептот овој пат на оваа конференција, како што рековме, да направиме еден пресек колку секоја од нашите катедри, кои што ги има 14 на градежниот факултет и покриваат 14 различни дисциплини од областа на градежништвото, геодезијата и геотехниката, колку сме во тек со современите истражувања. Така да секоја катедра покани своји соработници, меѓународни експерти во различните области и денеска тие ќе ги изложуваат своите знаења. Сето тоа е публикувано во една прекрасна публикација во кој што се застапени трудовите и наши и на колегите кои што ќе дојдат од земјите во Европа. Професор, ќе ви благодариме. Хер Питер Марк, vielen Dank. Ви благодариме многу, господин Петар Марк, што одвоивте време ова утро. Јована, повели со најавата за она што следува. Да, за конференцијата која што денеска ќе се случува од деканот на Градежниот факултет во Скопје, дознаваме повеќе Горан Марковски, а со него разговара, ја гледате веќе колешката Елизавета Кузмановска. Бетите, слушаме, повели. Сега ќе почнем. Добро утро, и како што неколку пати веќе го најавивте, наш соговорник е деканот на Градежниот факултет професор доктор Горан Марковски. Добро утро, честитки за јубилеот 75 години. Факултетот, Градежниот факултет во Скопје е еден можеби меѓу првите генерацијски на факултети. Еве денеска буквално пред почетокот на вториот ден од втората сесија на конференцијата, ајде како се одбележува овој значаен јубилеј за Градежниот факултет? Прво да ги поздравам вашите гледачи, да ги поздравам гостите и новинарите во студиото. Ова е за нас многу значајна јубилејна година, во која што организиравме и ќе организираме низа настани поврзани со нашата дејност. Централниот свечен настан се одржа вчера, токму во Филхармонија. Имавме преполна сала со наши пријатели, со оние кои што екзистираат и во градежништвото и на било каков начин се поврзани со оваа исклучително важна дејност. Денес ни е централниот работен настан. Имаме еднодневна меѓународна конференција во рамките на нашата прослава на 75 години од основањето на факултетот, насловена како од логаритмар до вештачка интелигенција, што практично покажува каков е развојот на факултетот во овие негови 75 години. Така, јас само неколку бројки можеби досега веќе се споменати и убаво е јавноста да ги знае. Значи досега, еве така и овај од факултетот информација, дипломирани до 30 септември на градежништво 412, на геодезија 725, на геотехника 153, магистрирани на градежништво и геотехника 601, на геодезија и менеджмент со недвижност 303, докторанти 100 пред ЕКТС, тоа знаеме сите, докторирани на школата за докторски студии 14, односно 15, сега несомнено само уште еден буквално во текот на вчерашниот ден.
Професоре, би сакала да го искористам вашето присуство. Градот Скопје има еден урбан растеж. Дали градбите ги запазуваат светските стандарди? Дали се гради според оно што го гледаме во сите европски светски стандарди? Дали е урбан растеж или урбан трулеж, не знам. Имам впечаток дека во Скопје во последниве неколку децении има се само вистински урбанизам нема, за жал. Во однос на нашата по-тесно подрачје, тоа е квалитетот на градбите, зависи со што споредуваме. Ако го споредуваме Скопје со Скопје пред земјотресот од 63 година, тогаш се гради далеку поквалитетно. Но ако споредуваме со она што навистина како треба да се однесуваме кон градбите, кон градењето, кон една многу сериозна и одговорна задача, тога сметам дека има уште простор за подобрување на работите. Одно што го споменавте, а само би сакала да ве прашам дали се, бидејќи кажавте подземјотрес на Скопје, знаеме Скопје какво трусно или подрачје и дали градбите се измички градби, односно има ли градежниот факултет или градежниот институт влијание до извесен период сега и ние новинарите знаевме дека се тоа одеше низ ваша контрола во делот на јакоста на материјалите и се она што значи цврста и правилна градба. Практично таа контрола во однос на проектите, квалитетот на проектите и квалитетот на градбата во одредени сегменти е доделена на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Факултетот тука не е вклучен. Задача на факултетот е да образува што поквалитетни кадри. Според моје лично мислење, квалитетни кадри ќе имаме кога сите оние кои што се вклучени во градењето ќе бидат стручни, добро едуцирани, ќе бидат одговорни и свесни за одговорноста која што со себе ја носат, градејќи објекти во кои што живеат, работат, транспортираат луѓе. Само тогаш ќе можеме да зборуваме дека добро се гради. Секако дополнителни контроли како што има придонесуваат за подобрување на квалитетот, но во последно време почна и тоа и малку да се манипулира низ законската регулатива, така што според мене е многу важно инженерите кои што се излезени од факултетските клупи да сватат дека треба постојано да се едуцират, постојано да учат, да ги следат новите трендови во градежништвото, да ги прифатиме што побрзо европските стандарди за градење, кои што предвидуваат многу поголеми сеизмички сили за пресметување на објектите и со тоа да бидеме посигурни, односно ризиците да бидат помали. Така, многу теми, многу некако широко, само уште во делот за сообраќајниците и во делот за сообраќајот, бидејќи навистина огромна гранка на градежниот факултет, сакам да ве прашам, бидејќи и можеби и со урбаниот растеж, многу е важно сите тие колку градежните инженери се влезени во улогата на носењето на генералниот урбанистички план. Не сакаме ни да помислиме дека сите овие градби, сообраќајници и новоизградени населби не се влезени во генералниот урбанистички план. Генералниот урбанистички план содржи во себе аспекти кои што се добро осмислени и секако планирани врз основа на реалните состојби. И тука се вклучени низа експерти, како од градежниот факултет, така и од други институции. Прашањето е колку тоа се почитува во пракса, колку од тој урбанизам внесен во генералните планови ќе се примени и ќе обстане до деталните планови. Тука мислам дека не сме многу за пофалба, односно на расчекор, токму така се губат низа правила и имаме, како што имаме и во еден мал хаос во градбите, тоа е проследено и со хаос во сообраќајот. Премногу Скопје се развива, не може инфраструктурата да го следи тој развој со исто темпо како што се градат објекти, станови и така натаму. Така што, а тоа пак е тешко да се направи наново, бидејќи немаме веќе простор. Скопје е окупирано од градби. Так. Скопје е град на мостови, се вршили контрола, барем на поглавните. Мостот Коце Делчев. За Беласица не ве прашуваме. Да, мојот став е јасен за Беласица, нема потреба да го повторувам. Колку што мене ми е, односно не ми е познато дали се врши контрола на мостовите, не сме тука вклучени како факултет, вклучени сме во контрола на мостовите кои што се под ингеренции на јавното државно предпријатие за патишта и таму можам да кажам дека има сериозен однос кон мостовските конструкции.
додека за мостовите низ Скопје немам информација на дали се врши. колку години или кој е периодот кога треба да навистина да се врши контрола? Секоја година треба да се врши контрола од понизок карактер, а додека на секои 5 години треба да се врши сериозна контрола на секој мост. Мостовите се специфични конструкции, оставени се надвор, сами на себе, изложени на секакви атмосферски влијанија и затоа мораме да им посветиме поголемо внимание. Тоа истото важи са истото. Друга градба е забраните воопшто. Уште повеќе може. Уште повеќе, затоа што уривање на еден мост придонесува за одредено ниво на штета. Уривање на брана е, мислам, не дај Боже, да кажеме ние народски. Професор, уште еднаш честитки за јубилеот, особено ви благодарам што извоивте време. Треба веќе да влезете во Македонската филхармонија и се гледаме во следна прилика. Навистина доста забелешки во делот на урбанизам. Ми беше задоволство и благодарам на Македонската телевизија за поддршката што ни ја дава. Ви благодарам уште еднаш. Студио.